Здраво на сите! Ајде денес да скокнеме назад во времето, во еден навистина бурен и важен период, доцниот среден век. Замислете си свет што се менува со неверојатна брзина. Свет каде што вербата гради градби до самото небо. А во исто време, една страшна болест се заканува да уништи апсолутно се. Токму тоа е главното прашање на кое ќе бараме одговор. Ќе откриеме како три огромни сили – религијата, архитектурата и една пандемија – го обликувале крајот на цела една епоха и всушност го отвориле патот за еден сосема нов свет. Па ајде да почнеме со она што било најмочно во тоа време – верата. Треба да си замислиме еден свет кој е целосно доминиран од едно верување. Но верување кое било на самиот раб да се расцепи на два дела. Значи, мора да сфатиме дека црквата не била само зграда каде што луѓето оделе на молитва. Не, таа била центарот на светот. Таа ги водела универзитетите, таа ги советувала кралевите и го одредувала буквално секој дел од животот на луѓето, од моментот кога ќе се родат до моментот кога ќе починат. Нејзината моќ била апсолутна. Ама дури и таквата огромна моќ не била сосема безбедна од поделби. Поради сериозни политички и верски несогласувања, во 1054 година христијанството се расцепило на два дела. На запад се формирала католичката црква, начело со папата во Рим, а на исток се формирала православната црква, начело со патриархот во Константинопол. Оваа поделба, позната како големиот раскол, е толку длабока што трае и ден денес. И покрај таа поделба, вербата била толку силна, што ги инспирирала луѓето да ги создадат едни од најспектакуларните градби во целата човечка историја. Буквално како да се обидувале преку градење да стигнат до самиот рај. Еве, овде можеме да видиме два сосема различни начини на кои луѓето ја изразувале својата верба преку архитектурата. По стариот, романски стил, изгледат сврсто, тешко, речиси како тврдина. Ама потоа се појавува нешто сосема ново. Готскиот стил, кој како да лета кон небото, со своите тенки, високи ѕидови и огромни прозорци, што исполнуваат натрешноста со светлина. Ама како успеале да ги изградат толку високи? Па гениалноста на овие катедрали не била само во изгледот. Новите архитектонски пронајдоци, како на пример зашилениот лак, им овозможиле на градителите да стигнат до невидени висини. Огромните прозорци со обоено стакло, познати како витражи, биле како стрипови од тоа време. Тие ги раскажувале библиските приказни на луѓето што не знаеле да читаат. Целата градба била символ на молитва претворена во камен. Добра, видовме како луѓето се стремеле кон небото. Ама, што се случувало долу, на земјата? Каков бил секојдневниот живот за обичниот човек? Ајде да видиме. Па, за огромното мнозинство луѓе животот бил на вистина тежок. На село се живеело во скромни куќички, а целиот живот зависел од годишните времиња и работата на поле. Во градовите пак била сосема друга приказна. Да, имало повеќе можности за трговија и за наети, но градовите биле пренатрупани, улиците тесни, а хигиената била на ужасно ниско ниво. И токму тие преполни градови со лоша хигиена наскоро ќе станат сцена за катастрофа која ќе го потресе целиот тогашен свет од темел. Погледнете ја оваа временска линија. Ја покажува застрашувачката, неверојатна брзина со која се ширела црната смрт. За само неколку години, болеста што пристигнала на бродовите од исток го прегазила целиот континент. Речисти ниедно место не останало недопрено. 1/3. Бројката може би не звучи толку страшно на прв поглед, ама ајде да размислиме што тоа значи. Замислете секој трет човек што постои, во секое семејство, во секое село, во секој град, да исчезне за само неколку години. Тоа била реалноста, катастрофа од незамисливи размери. Меѓутоа, чумата не донела само смрт. Таа го променила светот од корен. Одеднаш, имало толку малку работници, што тие што преживеале можеле да бараат многу повисоки плати. Ова целосно го разнишало стариот феудален систем, каде што селаните работеле за благородниците. Се менувало, а стравот и обседнатоста со смртта станале главна тема во уметноста и културата. И токму кога општеството е веќе разнишано до срж, еден последен, драматичен настан ќе стави точка и печат на целата оваа ера. Да зборуваме за Византија,
Некогаш моќна империја, директен наследник на Рим, во овој период била многу ослабена од војни и внатрешни проблеми. Иако била обновена во 1261, таа никогаш не ја вратила старата сила и сега се соочувала со нова огромна закана – растечката Османлиска империја. И еве го финалниот чин. Во 1453 година, под нолга и тешка опсада, моќната војска на султанот Мехмед Стори ги пробива славните зидини на Константинопол. Последниот император загинува во битка, а со него умира и последниот остаток од Римската империја. Една приказна долга 500 години дефинитивно завршува. Падот на една империја и една ваква катастрофа може би изгледаат како апсолутен крај, но многу често тие се и почеток. Бегајќи од освоениот Константинопол, многу учени луѓе со себе го понеле античкото знаење на Запад, помагајќи да се запали искрата на Ренесансата. Од пепелта на средниот век се родил еден сосема нов начин на размислување. Но тоа е веќе приказна за некој друг пат.